најавивме на почетокот, денеска е 26 март, Виолетов ден, денот за поддршка на лицата со епилепсија. По тој повод, нашата Искра е овде заедно со незината прва денешна гостинка, професор доктор Емилија Цветковска, која ни доаѓа од клиниката за неврологија. Добро утро. Добро утро. Професорке, добро утро, Искра. Добро утро, Сузе. Ти не достига малку Виолетово, но со оглед на тоа дека... Значи, многу рано наутро не ни помислив, не ми текна. Да. Јас ќе ми дозволиш... Простено, ќе ми дозволиш на почеток вака кратко само да прашам. Јас утрово малку читав околу состојбите со епилепсијата и сватив дека има многу видови на епилепсија, дека всушност... Преку 40, така? Да. Има ли некоја која сама од себе поминува? Има. Без терапија? Значи, да, епилепсија има многу, со многу различни причини за кои довеле до состојбата. И така има епилепсии кои се така наречени само лимитирачки, само ограничувачки, се јавуваат во одредена возраст и потоа во одредена возраст и завршуваат. Да, тоа е добра вест, повелете. Да, имаме доста зборување, особено со што нашата докторка е поидеална за оваа тема нема, затоа што таа е и шеф на оделот за епилепсија. Добро утро и одморен утро. Ајде ќе започнеме со Виолетовата боја, убаво да ја започнеме темата. Зошто е наречен Виолетов ден и зошто толку, има ли причина зошто токму овој ден е одбран за светски ден за поддршка на овие лица? Значи има, приказната започнува во 2008 година во Канада, во Нова Скотија, каде што девојче, тогаш 9 годишно, дијагностицирано со епилепсија, решило да прошета во своето соседство и градот, за да собере поддршка и да ја покрене свесноста за болеста, бидејќи самата имала одредени проблеми. Зошто е одбрала Виолетовата боја? Па цветот на епилепсијата е лаванда. Лавандата е виолетова, а инаку лавандата символизира малку и осаменост и изолираност и тоа е како луѓето со епилепсија често пати се чувствуваат. И значи од 2008 секоја година се повеќе се ширела идејата за поддршка, кога излегло девојчето на улиците, соседите го поддржале. Наредната година се проширило во другите градови во Канада и после тоа стана светски ден и сега насекаде во светот на денешниот ден облекуваме виолетово за да ги поддржиме лицата со епилепсија, да им покажеме дека не се сами. Да, секогаш причина за нивната осаменост, повлеченост е нашата неинформираност. Затоа што никога нешто не знаеме, се плашиме од тоа и затоа полесно не да ги изолираме. Затоа ајде малку денес да се запознаеме поблиску, иако рековме има преку 40 вида на епилепсија, како една генерална дефиниција. Што представува епилепсијата? Значи, епилепсијата е состојба хронична која подразбира повторувачки епилептични напади. Значи, епилептичен напад представува промена во функцијата на мозокот, краткотрајна обично, резултат на зголемено електрично празнење во одредена зона или во целиот мозок и практично оваа состојба може да е резултат на многу фактори, започнувајќи од генетски, преку стекнати, се јавува во секоја возраст, така да најчесто е во детската и во повозрастната категорија. Во Македонија ние направивме испитување. Колку е честа, велиме најчесто, но колку е честа? Па ние имаме точни податоци, значи за Македонија сме направили епидемиолошка студија и во Македонија има 13.800 пациенти односно луѓе кои имаат епилепсија. Така да е релативно често заболување, односно состојба. Во споредба во светски рамки? Па значи кај нас преваленцата, частотата е слична на другите европски земји. Почеста е во некои земји од Африка, Јужна Америка, затоа што таму има многу паразитози, тие исто се причина за епилепсија. Така да варира од поднебјето, од социјоекономските услови исто варира и така, меѓутоа честотата кај нас е слична со другите европски земји. Рековте почесто кај децата, некаде прочитав дека кај децата е двојно почеста отколку кај возрастните. Зошто? Значи се јавува најчесто во раната детска возраст и тогаш е резултат обично на некои породилни
повреди, трауми, на некои вродени заболувања и така натака. Меѓутоа, вториот пик и се повеќе фактички таа популација доминира е над 60-та година, затоа што со годините се случуваат разни болести на мозокот, мозочни удари, тумори, деменции, кои исто така се причина за јавување на епилептични напади. Така да... Покрај овие основните фактори што ги наведовте, има и дневни, некои се познати, некои не познати, тригери, да ги наречеме, како провокатори, и тоа е еден многу широк спектар. Можело дури и сонцето, и силна светлина, и храна. Така е. Значи, има посебна група на епилепсии, рефлексни епилепсии, кои се резултат на некаква надворешна дразба. Меѓутоа, рефлексни напади се јавуваат и различен тип на голем број на напади. Најчесто е фотостимулација, значи светло кое трепка со одредена фреквенција. Меѓутоа, за секој пациент е индивидуално. Некогаш се тоа одредени дејства, например, ако нешто прави посебно, некогаш е дури и читањето, некогаш се најчесто е ненаспаноста, неспиењето е голем провоцирачки фактор. Значи, кај некој кој има епилепсија, обично недоволно ноќен сон е голем провоцирачки фактор за нападите. Така да широк спектар, мислам, на провоцирачки фактори за напад кај некој кој веќе ја има состојбата. И за тие напади нема никакво предупредување дека ќе се случат? Па и тоа е различно. Значи, кај некои луѓе има предупредување, чувствуваат така наречени аури се викаат, и тоа се почеток е на напад, меѓутоа, нели, може да е трпнење, може да се некои визуелни сензации, може да е, значи, како чудно чувство, некогаш е, нели, како да се крева нешто од стомакот, различни, значи, може да се јават. Меѓутоа, некогаш без предупредување ќе се случи епилептичниот напад. Значи, и тоа е многу различно, зависно во кој дел од мозокот е потеклото на епилепсијата, така обично и симптомите. Како оди диагностицирањето? Бидејќи овде било малку поспецифично, со оглед на тоа што самиот доктор не присуствувал на тие напади и потребно и сведоштво од сведоци кои што го доловуваат самиот напад? Така е, секогаш, значи, покрај описот од човекот што го доживеал нападот, ние земаме податоци од околината, дали е семејството, пријатели, случајни сведоци и така. Сега имаме, например, и помош, ако секогаш кажуваме и на семејството и на околината, ако се случи, е добро, некогаш им велиме да го снимат со мобилен, да можеме да го видиме видеото, зашто снимката, нели, вреди 1000 зборови. Некогаш најчесто сведоците ќе се вознемират и не ни знаат што виделе, што не виделе, не можат точен опис да дадат и така. Тоа е една од привилегиите на 21 век, сега може барем тоа. Така е, плюс ние кај некои што имаат чести напади, имаме видео ЕЕГ мониторирање, каде што кај нас престојуваат пациентите, па снимаме и напад истовремено со ЕЕГ, и така да тоа е, да речеме, од тој аспект од описот, а се разбира има испитувања кои ги правиме за да ја потврдиме или отфрлиме дијагнозата. Што се однесе до терапијата, колку лесно се поставува на правилната терапија? Дали веднаш се дава или потребно е време да се дојде до идеалната? Па, ние нормално секогаш се трудиме да го најдеме, меѓутоа не е така едноставно. И плюс, нели, и во светски рамки, тоа и кај нас, 1/3 од луѓето со епилепсија, за жал, и покрај лековите, имаат напади, да. Така да 2/3 со лекови се добри, немаат напади. И зошто кај едните делува, кај другите не? Или е сепак своевидна енигма, иако сме 21 век? Значи, да, прашањата се многу зошто е така, меѓутоа има некои работи што обично се поврзани со потешко третирање. Има типови на епилепсии што знаеме во старт, речи си 90% дека ќе биде добро со одреден лек. Има типови, најчесто се симптоматски епилепсии, резултат на некои оштетувања, хипокампални склерози, малформации во развој на мозочната кора, и тие обично се тешки за третирање со лекови, но има и други начини на третирање. Тоа е хируршки третман. Ние почнавме кај нас стимулација на нервус вагус, исто така работиме од пред 3 години, така да има и други, не се само лековите, и други модели на третирање. А дали епилепсијата секогаш оди во придружба и со други болести?
Или пак може и сама? Значи, и ова е многу важно прашање. Епилепсијата е многу повеќе од напади. Многу често е придружена со депресивност, со пореметувања некогаш во когнитивната сфера и тоа е индивидуално. Значи, кај некои луѓе имаат еден или два напади во животот и тоа е тоа и нема никакви придружни симптоми, меѓутоа кај голем број, како што реков, таа и е резултат на други оштетувања на мозокот, еве кај повозрасни луѓе, најчесто после мозочен удар. Тие веќе имаат од мозочниот удар одредени симптоми од земеност, пареза и така, и таа се надоврзува, да речам, на тоа. Меѓутоа и сама по себе е врзана, значи, со доста коморбидитети, најчесто се тие во сферата на нели анксиозност, депресивност, што е до некаде и разбирливо со оглед на непредвидливоста на нападите. И се разбира различни видови, значи во детската возраст почесто е кај децата со церебрална парализа, со неврокогнитивни расстройства и така. Колку е важно за самите пациенти, бидејќи нели денес зборуваме за нивна поддршка, колку е важна будноста, присуството, па информираноста на семејството, па и на пошироката околина? Многу е важна, многу е важна. Ние секогаш ги едуцираме покрај пациентите, ги едуцираме и околината, значи што би можело да предизвика напад, меѓутоа и како да се постапи ако некој добија напад, и тоа е многу важно затоа што голем број луѓе интуитивно при напади знаат да мислат дека ќе го голтне човек јазикот. Имаме ние, благодарение на вас, имаме и промотивен материјал, така можеме да кажеме, флаер, кој што и денес ќе биде поделен на граѓаните. Ако може да го погледнеме, и тука се всушност сите чекори, а вие, доктор, ќе обясните ни што треба да направиме во случај во наша околина некој да доживее епилептичен напад. Значи, ако во наша околина некој добие голем генерализиран епилептичен напад, нели со пати грчеви, прво треба да бидеме смирени, да не се крева нели паника. Второ, да се стави нешто меко под главата на пациентот. Кога ќе биде во можност да го свртиме во странична положба, не треба да пикаме предмети никако во уста, нити своите прсти да ги пикаме, да се обидеме насилно да ја отвориме устата, да го извлечеме јазикот. А тоа редовно го правиме. Секогаш мислиме дека тоа треба да се направи. Да, нема, затоа што јазикот нели е зацврстен за устната шуплина, нема да го голтне, на овој начин само ќе го повредиме, значи и често гледаме повреди. Само треба странично, за ако има угриз на јазикот, плунка, за таа да истече, значи во странична положба. Ако нешто има стегнато, да се раскопча на очари, ако има да се тргнат на очарите, да се биде покрај него додека не дојде на свест, зашто после напад може да е збунет и вознемирен, и ако трае подолго нападот, ако не знаеме дека тој човек претходно имал напади, да се викне брза помош обавезно. Има уште некои други моменти на самиот флаер, мислам нешто што треба сите да знаат, а тоа е дека потенцирата епилепсијата не е заразна, тоа е оној момент што ние се плашиме случајно да не се заразиме, и дека лицата со епилепсија не се разликуваат од останатите. Но овој момент дека најчесто всушност покрај болеста еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваат е токму моментот за вработување. Работодавците, просто кажано, не сакаат да вработуваат вакви лица. Значи, со дискриминација и стигматизација на секој чекор се соочуваат луѓето со епилепсија. Еден од тие е и вработувањето. Најголем дел од луѓето со епилепсија се работоспособни, значи се работоспособни и се на одговорни функции, задачи, работни места и така натака. Ограничувања постојат, се разбират, и ограничувања се дека не треба да е работното место каде што при евентуален напад би се повредиле, значи не е возможно да се работи на височина, да се работи нели управување со моторно возило и така, меѓутоа една огромна друга палета на работни места, апсолутно да, и така и е, голем дел од луѓето со епилепсија функционираат нормално. Да. Што значи на вакви денови особено и до нив треба да допрат овие информации за нив, така? Така е, затоа ние денеска носиме виолетово, затоа ќе делиме флаери. Мотото на денешниот ден е да ги скршиме бариерите, а не духот. Да. Ќе осветлиме Порта Македонија во виолетово вечер. Ќе делиме, да знаат граѓаните. Да знаат граѓаните и едноставно да пружиме поддршка и да информираме. Затоа што стигмата
еден втор многу голем проблем кај луѓето со оваа состојба. Ви благодарам многу за ова ваше гостување. Ако имате уште некоја порака да гледачите, макар што мислам дека сосема добре, повелете вие дамо во Виолетово, имате право на уште едно прашање. Благодарам. Би сакала да прашам колку трудниците се, да речеме, категорија на пациенти кои би можеле да имаат одредени ризици или опасности во случај на епилептичен напад и дали има одредени препораки од вас дека бременоста би можела да е неизвестна? Значи, да, одлично прашање. Ние се спремаме секогаш на нашите, на жените што имаат епилепсија, им кажуваме кога ќе планираат бременост, мора да е планирана и мора неколку месеци претходно, ако и не цела година со нас, да се договорат за терапијата, како ќе одиме, значи да подесиме најмала можна терапија, да не е штетно за плодот, меѓутоа да е заштитена и жената од напади во тек на бременоста, постојано ги следиме, така да, тоа е една ранлива група и меѓутоа има начини и голем дел, мислам, огромен дел од жените имаат успешни бременности, така да. Ова е навистина добра вест да се чуе, особено поради тоа што секоја жена сонува за моментот кога ќе се реализира себе си како мајка. Не треба тоа да го прави во страв. Ви благодарам многу, посакувам што е можно повеќе наши сограѓани, па и луѓе ширум светот да ја денеска да ја покажат поддршката, да не игнорираме, да не стигматизираме и да не ги изолираме луѓето кои што се соочуваат со оваа состојба. Благодарам уште еднаш.